Историски факт што може значајно да влијае на иднината. Грција на пописот уште пред 85 години го признала македонскиот јазик, а еден ексклузивно го објавува документот. Тоа автентично парче хартија било клучен адут на посредникот во македонско-грчкиот спор Метио Нимиц да го скрои последниот предлог за името кој беше во прилог на Македонија. Горан Момировски ги има деталите. Во 1920 година грчката влада во официјални државни документи признала дека во Грција живеат македонци. Во пописот на населението организирано од Атина под притисок на Друштвото на народите, во посебна графа означена на грчки и француски јазик, различна од графите за бугарски и српски јазик, се попишувало населението што говорело македонски. Официјалните целосни резултати не биле никогаш објавени, а најголемиот дел од пописана документација била уништена, исто како и копиите на кириличното издание на букварот наменет за македонските деца, печатен во 1926. Сепак дел од пописните материјали се сочувани од страна на грчки историчари. Пописниот документ на кој јасно се гледа дека македонскиот јазик бил дел од грчката владина политика е реобјавен во второто проширено издание на абецедарот, промовиран пред 2 дена во Овчарање Лединско од партијата Виножито. Повеќето не знаат дека во 1920 година има таква информација, дека во тој опус луѓето се прашувале за мајчиниот јазик. Тие делови што се однесувале на пописот за Македонија никогаш не биле публикувани. Дел од пописана документација на која се гледа дека 2 децении пред Тито Грција го признала македонскиот идентитет пред година и пол биле доставени до преговарачот во грчко-македонскиот спор за името Метио Нимиц. Според дипломатски извори најден, овие историски факти го натирале Нимиц по предпоследниот предлог за името да го смени ставот и во последниот предлог да предложи многу поповолно решение за Македонија, кое беше веднаш отфрлено од Атина.